Послание на апостол Павле до евреите, 4 глава. Да внимаваме пак додека уште ни е оставено ветувањето за влегување во неговиот спокој, да не би се открило дека некој од вас би можел да задоцни, зашто и нам ни се соопшти, како и ним, но словото што го беа чуле не им донесе полза, бидејќи оние што го беа чуле не поверуваа. А ние, кои поверувавме, влегуваме во неговиот спокој, како што рекол тој, затоа се заколнав во гневот свој дека тие нема да влезат во мојот спокој. Иако неговите дела беа завршени уште при создавањето на светот. Зашто негде за седмиот ден е речено вака: и во седмиот ден Бог се одмори од сите своји дела. И на тоа место пак не ќе влезат во спокојот мој. И така, на некои им се отвори да влезат во него, а оние на кои им беше порано проповедано Евангелието не влегоа поради непослушност. Затоа тој пак определи еден ден денес, велејќи преку Давид по толку време, како што е речено погоре: денес, кога ќе го чуете гласот негов, не стврднувајте ги срцата ваши. Зашто ако Исус навин им беше дал спокој, Бог немаше да зборува веќе потоа за друг ден. Но за народот Божи се уште останува саботна починка. Зашто кој ќе влезе во спокојот негов, тој ќе се одмара од делата своји, како и Бог од своите. И така, да се погрижиме да влеземе во оној спокој, да не би некој да падне во слична непослушност. Зашто Словото Божие живо и действува и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозогот, и ги проценува мислите и намерите на срцето. И нема создание сокриено за него, туку се е голо и откриено за очите на оној пред кого ние ќе одговараме. Имајќи го големиот првосвештеник, кој преминал преку небесата, Исус, Синот Божји, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата. Зашто ние немаме таков првосвештеник што не може да сочувствува со нашите слабости, туку таков кој искусил се како и ние, освен грев. И така, слободно да пристапуваме кон престолот на благодатта, за да примиме милост и да најдеме благодат за благовремена помош.